Во претходните епизоди зборував за тоа како да се подесуваат имејловите во Outlook-от. Подесихме од два сервера, односно од Gmail и од Yahoo. Во денешната епизода ќе зборувам малце повеќе во врска со организацијата на Outlook-от. Outlook-от е одозгоре надоле, значи гледано е организиран во неколку секции кои се интуитивно поставени и секој што знае малце англиски може да ги предвиди дел од работите кои може да ги искористи. Најодозгоре се наоѓаат некои функции кои се брзи функции, кои може да се кастомизираат, односно да се додадат или одземат од тоа мени. Тие се за да не се лута по менита, например за принтање или не знам за бришење на мејлови и така натака. Јас би ги исклучил тие пошто реално не ми се потребни. Под него се наоѓаат менијата, значи со функции, организирани во неколку секции. Првата секција, значи файл, кај што ги имате поподробно ќе разговараме за секоја посебно, меѓутоа тука се наоѓаат options што исто така може да ви бидат многу корисна алатка. Потоа се наоѓа менито Home, која е најосновна и каде што сите функции во незе се најчесто употребуваните. Потоа е Send Receive, каде што има малце повеќе функции во однос на испраќањето и примањето на мејловите. Секцијата со функции за фолдерите, како што се нови фолдери, активација на некои функции на фолдерите, нивна манипулација и така натака, архивирање и така натака. И погледот, односно view или поглед, каде што се сетираат некои работи во врска со начинот кастомизирање, значи начинот на прегледување на мејловите. Како на пример, еве конкретно, овој дел каде што се определува менито за каде да стои, значи прегледувањето на мејловите, дали да стои горе, доле, дали да стои десно или па да биде исклучен. Понатаки од левата страна се наоѓа делот каде што се определени фолдерите и тука може да ги манипулираме како, значи на местото на favorites се наоѓаат фолдерите кои сакаме најчесто да бидат прегледувани, значи најодозгоре, многу лесно да се наоѓаат. Со десен клик на пример на некој од фолдерите можеме да го ставиме во оваа група како што е сега овдека инбокс на мејлот на cvetko.mkd@yahoo.com. Можеме истото тоа да го тргнеме, например delete items, ќе го тргнеме од секцијата на favorites и ќе останат само оние фолдери кои најчесто ги определуваме. Под него се наоѓаат останатите фолдери, како што се дата фајлот на самиот Outlook. Потоа под него се наоѓаат доколку имате повеќе мејлови, како што имам овдека јас, значи синхронизирано од Gmail и од Yahoo. Под таа секција се наоѓаат организирани, значи неколку работи кои Outlook-от го прават интересен, како што до сега разговаравме, нели, за манипулација на мејлови. Меѓутоа имаме и секција каде што има манипулација на календарот. Календарот од левата страна исто тука можете да манипулирате со него или па детално да запишувате некакви информации, например состанок со некој, например. Потоа има луѓе, значи тоа се контактите, значи манипулација на контактите и сите негови подфолдери и манипулација со задачи, например задачи за да направиме нешто, еве например нова задача и состанок со некој, например повторно ќе пишеме, каде што можеме да определиме на кој датум ќе почне состанокот, да речеме истиот датум завршува и со дополнително задавање на информација за подсетување, речеме на 13 да ме подсети во 8 часот. И така натака добро како комплит за да не го зачувам, иначе се зачувуваш. Имаме дополнителни фолдери каде што може да дополнително да разговараме од продуктивноста, како што е фолдерот за забелешки или па фолдерот за шорткати, например доколку имаме некои шорткати и така натака. Интересен момент е и манипулацијата на прегледот на мејловите, например
доколку некои од мейловите има некои дополнителни информации кои не можеме да ги гледаме пошто се многу ситни и нема можности за гледање, може да се зголеми со овој овдека дел, каде што може нели да се врати, сакаме повисок преглед, значи за да биде по прегледно и така натака. Толку е за денеска, се надам дека ви е интересно, доколку не сте кликнале subscribe, кликните, ќе има и нови епизоди каде што ќе одиме подробно во многу функции кои верувам дека ќе ви користат многу во работењето со Office. Фала многу, се гледаме наредна епизода.